Учениците од основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски и од гимназијата Кочо Рацин, општинската администрација на општина Ѓурче Петров, предводена од градоначалникот Александар Наумовски, како и вработените во јавното предпријатие Комунална хигиена, денеска ја расчистуваа депонијата во близина на гимназијата Кочо Рацин во рамки на големата акција на Комунална хигиена, која се одвива на многу локации во Скопје. Раководителот на сектор во Комунална хигиена, Славко Ружиновски, информира дека минатата година предпријатието подигнало 5000 метри кубни отпад и апелира до граѓаните да ја зголемат сопствената свест за зачувување на околината, но и да ги почитуваат правилата и временските ограничувања на предпријатието кога станува збор за фрлање отпад во контейнерите. Депонии има низ цела територија. Ние посебно минатата година бевме многу ангажирани околу таа работа. Па може само еден податок да ви кажам дека на територијата на градот минатата година преку 5000 метри кубни отпад подигнавме од така наречени диви депонии, односно напуштен отпад. Тоа е претежно градежен шут и мешан комунален отпад. Така да ако не дојде до подигање на свеста кај граѓаните, нон-стоп пак на истите локации повторно ни се случува истата појава, че ние на сите порано многу акции правевме на секој контейнер, постававме и налепници со точно определено време кога треба да се одлага тој отпад, бидејќи нашите работат во 3 смени, така да различити термини се во одредени делови на градот. Но тоа е до свеста на граѓанинот. Значи, ако отпадот се собира од наша страна во ноќните часови, добро е да тој отпад и треба и задолжително е да се одлага од 8 до 10 часот на вечер. Во Ѓурче Петров годишно по жител се собира од 250 до 300 килограми отпад. Саша Максимовски од општина Ѓурче Петров смета дека ваквите акции треба да бидат пример за совесно постапување со животната средина. Колку и да прави комунална хигиена активности, ако ние како граѓани не сме свесни за состојбата и одлагањето на отпад, значи колку и да има ресурси и желба комунална хигиена, тоа не може да се постигне. Така да денешниот ден има две цели. Првата цел е да подигнеме јавната свест, а втора цел е да видиме кои се тие бариери кои што се помеѓу комунална хигиена и нас во смисла на подобра организираност и она што значи поголема ефикасност на собирање на комуналниот отпад. Она што сакам да го кажам како општина Ѓурче Петров е дека врз основа на податоците кои што ние располагаме и комунална хигиена, количините на отпад кои што се собираат во општина Ѓурче Петров се некаде на 15.000 тони на годишно ниво. Тоа значи дека влегуваме во просекот на 250 до 300 килограми на годишно ниво по жител. Тоа е една статистика која што е во Република Македонија, меѓутоа е еден многу битен податок дека голем број на неколку локации, уствари на 4-5 локации, поготово покрај река Лепенец, имаме одлагање на отпад од страна на граѓаните, така да навистина колку уште еднаш ќе повторам, колку да се прават овие акции, големи активности да преземаме, значи не можеме тоа да го сузбиеме. Во акцијата се вклучи и македонскиот истакнат кошаркар Тони Симиќ, според кого ова е одличен начин да се покаже грижа за хигиената во градот. Не е прва акција ова, меѓутоа колку што наоѓам слободно време, бидејќи со врските колку можам да одговорам на тие се, меѓутоа ја поддржувам акцијата која што е за чиста свест на граѓаните, кај што мора да за подобар живот и за животна средина чиста, за пред се за самата околина, за нашите деца, максимална поддршка кога се однесува за вакви акции. Граѓаните сакаат да го следат примерот на јавните личности. Па затоа ние го поздравуваме позитивниот пример на кошаркарот Симиќ. Па мислам дека треба заради тоа што сме јавни личности кои што сите гледаат како ние се однесуваме од најмала возраст до најстара возраст, не следат во чекор во секој поглед во нашиот живот. Така да мислам дека доволно ќе бидат свесни самите граѓани да ја поддржат акцијата, не само кога има акција и секојдневно да го практикуваат тоа за чиста животна средина. Највредни сепак беа учениците.
Деветто одделенецот Владимир Ивановиќ од основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, но и неговите соученици во вакви акции се вклучуваат секогаш кога имаат можност, а за животната средина се грижат секојдневно. Денеска сте дел од оваа еколошка акција, меѓутоа дали редовно се грижите за чиста животна средина? Па пробуваме редовно да се грижиме, секогаш најбитно е да се грижиме за средината, во нашиот училишен двор, сегде пробуваме ѓубрето да го фрлиме каде што треба, пластичните шишиња за рециклирање, разгладивото ѓубре во контейнерите кај што треба, кај што се огласени. Дали редовно се вклучувате во вакви еколошки акции? Па да, секогаш кога има ваква акција, кога сме поканети, секогаш доаѓаме. Многу е забавно вака сите заедно и се грижиме и правиме добро како дело за природата. Целта на акцијата е подигнување на јавната свест за штетноста од несовесното постапување со отпадот и опасноста од создавање диви депонии, што директно ја загрозуваат животната околина и представуваат закана за здравието на граѓаните.